ти славиш полнолетство во мед годинава, нели? Да, точно. Јас во 2006 година прв пат почнав да работам во МЕД во септември, значи сега сум полнолетен. А веќе си полнолетен. Да. Октомври е 19 година, иако посташ од 2007, ама почнеме да работиме со проектот, значи за заштита на Балканскиот рис, почнав во септември 2006. Една година волонтирав за проектот, не беше тоа нели редовно, сепак имаше сите случаи кои што се случуваа за да дојде до проектот, присуствував на нив. Меѓутоа и обуките дури почнаа пред да почне официјалниот дел на проектот. Арно, ама самиот проект во септември 2006 кога почна, тогаш сум во МЕД. А Македонско еколошко друштво постои од која година? Чекај, постои од 1972. 72. Тоа е најстара еколошка. 40? 52. 52 е тоа? Да, пред 2 години имавме конгрес. Да, имавме конгрес и баш беше така јубилеен и го представивме тоа дека 50 години, баш удривме акцент на тоа. Одлично. Јас еднаш бев во посета и стварно се фрапирав затоа што мислам невладина, еколошка и така натаму може да имаме некоја перцепција ваква или онаква за самата работа, ама кога дојдов јас се почувствував дека сум наискрено во стартап во фирма. Само лета дечки, повеќето млади, све нешто се дешаваше, све нешто и цело време се збореше за работа, цело време беа со проекти, со состаноци и многу, значи атмосферата беше феноменално пријатна, убава, позитивни луѓе. Во канцелариите во аеродром еднаш. Од аеродром после се преселивме во центар, кај Карши државна болница, и од таму сега имаме свој имот и сега сме таму кај во куќата. Градинар се викува. Така. Сега сте баш стационирани. Сега сме во куќа, да. Кренавме испрат, имаме конференциска сала за отприлика околу 30 луѓе. Отприлика таму може 25-6 души комотно да работат. Имаме и канцеларија во Ресан. Ја отворивме пред 5 години. Пред 5 или 6 години, пред 5 години отворивме 2019 и во канцеларијата во Ресен имаме уште 5 вработени. Целосно фокусирани на тој прекограничен преспански регион заедно со колеги од Албанија и од Грција. Тоа е веќе долгогодишен проект кој што во фаза се продолжува и така да таму работат тие кои. Зошто баш Ресен? Што е интересно за вас таму? Заради тој, како што го спомнав, прекограничен проект, сакавме да имаме некој стационар кој што ќе биде нели во самата област. Ресен си е во сливното подрачје на Преспанското езеро, нели градска средина сепак, може да се таргетираат различни групи. Ете и со јаболко берачи на пример и сточари, јас да ги има малку, но сепак нели таму што функционира ловни друштва, си имаат седиште таму, значи двата национални паркови, едниот Галичица има како огранок има исто така во Ресен во Стење, тоест ама сепак е тоа преспанската страна. Пелистер националниот парк исто така тука, што значи дека ни беше така, ете центар, далеку од Скопје, релативно зборено за македонски стандарди, и локални биолози главно, кои што се од Ресен, си вработивме таму. Некои од колегите од Скопје често патуваат кои што се вклучени во проектот, така да ете, тоа ни е нашата гранка канцеларија. Одлично. Вие работите константно на многу проекти различни, конкретно твојот проект кој што го раководиш е за Балканскиот рис. Да. Сам кажа, значи така започнаш во Македонско еколошко друштво. Јас памтам кога почнав да студирам 2010-11 од прилика, тогаш на низ цел факултетот еднаш имаше постери за Балканскиот рис, беше баш бум, веќе баш беше активиран проектот на големо и затоа дојдовме ни објаснувавте баш во канцелариите во аеродром околу проектот, беше многу интересно тема. Како баш почна тој проект? Така да. Сакам да кажам дека 2010 беше интересна година, кога тогаш почнавме да заловуваме рисови и можеби сме го фателе веќе првиот рис, па тогаш веќе имаше дефинитивно фатен рис. Се почна, не беше наша иницијатива, морам да признам. Едни швајцарци кои што се уште наш партнер во проектот и кои што работат на рис долги години, скоро 50 години, направи една студија за каква е ситуацијата со популациите на рис низ Европа. Рисот низ Европа претрпел тешки загуби и го снемало веќе 19 почеток на 20 век од скоро цела Европа, освен од источни и северни делови.
И како што почнале да го реинтродуцираат, повторно да го носат, одеднаш се јави потреба да се види колку им е потребна се уште помош на тие популации, па евентуално да се поврзаат, што станува со автохтоните или нативните популации, како што е оваа балканската, дали на нативните популации им треба помош. И правејќи ја таа студија, која што главно опфаќала интервјуа со луѓе кои што знаеле, уште почеток на 2001 година, се установило дека ситуацијата со балканскиот рис, прво една во 90-та, после во 2000 година, е многу критична, според сите наводи, и дека треба да се почне некоја посистематска активност за да се помогне на популацијата. И така бидна нели цивилната војна во Албанија 97-ма, па нашите конфликти во 2001 и никако тоа да почне да се материализира. Ама почна да се бараат и финансиери кои што би можеле долгорочно да финансираат таква програма, па тие швајцарци се спријателија со едни германци кои што не знаеа нас веќе, бидејќи ние имаме доста добро реноме во Европа. И германците, токму тие германци не посочија нас како потенцијален партнер во тој проект и ги посочија албанците, тоест една невладина од Тирана како исто така како партнер, која што и до ден денес е се уште во тој консорциум. И така почна, значи прво имавме во 2005-та првичен состанок во април, значи тука да се видиме кои сме, што сме. Ние бевме поканети да го презентираме тоа општо знаење, што знаеме до сега, малку беше, но сепак. И така да ноември веќе почнеме со обуки во Швајцарија и додека нели тргне целата работа со проектот, со финансирање, со договори со тие администрации, тек во септември 2006 почна официјално програмата за закрепнување на балканскиот рис, така се вика фаза 1, па после 3 години фаза 2, 3, сега сме во 7-ма фаза од имплементација без ниту еден ден пауза. Значи 18 плюс години без ниту еден ден пауза да се каже дека овој месец немаме нити средства, нити активности за рисот. Буквално, значи од септември 2006 до ден денес имаме активности, вработени луѓе и ете, нешто се случува буквално, ама и тоа не само во Македонија, во Албанија, и од 2013 ги вклучивме од Косово и од Црна Гора партнерите, па Црна Гора си отиде, сега сме ние 3 држави, Македонија, Албанија и Косово. Почнуваме да размислуваме, меѓутоа се уште е рано, бидејќи се уште е критична состојбата и за Грција и за Црна Гора да ги вклучиме, за како би се ширела, например, ако сме доволно успешни, популацијата на рисот, евентуално да ги вклучиме и тие во тоа партнерство, во организации, така да, доста благороден проект, многу интересни искуства, многу е широк проектот, значи од чиста биолошка и еколошка работа со мониторинг, истражување, току вратници спомна, фотозамки, такви работи, до работа со луѓе, значи човекова свест, тоа е огромна компонента, до заштитени подрачја, чиста конзервација и преговарање, нели буткање на тој процес, шара е, да кажеме, тоа што се прогласи е стварно одамна ние инициирано, уште 90-те години, до состаноци, работа со ловџи, значи едукација на деца, значи еден куп такви различни столбови на заштита, значи во заштитата сите тие се опфатени во оваа програма. И сега спомна дека популацијата на рисот е загрозена при крајот на 19-ти, почеток на 20 век, поради што? Да, значи еден сосема на кратко историјат од пишаната литература, значи што се случувало во крај на 19-ти, почеток на 20 век, и од генетските истражувања што ги имаме, затоа што тука може да се установи каква била популацијата со текот на генерации наназад. Знаеме дека доста била цело време мала популацијата и меѓутоа не толку мала, била распространета, да речеме, на целиот Балкан, најверојатно тоа не го знаеме, била конектирана и со алпската популација, значи преку нели Словенија, Јулски Алпи почнуваат. Меѓутоа тоа немаме појма како било и дали било така. Почнува популацијата со тие светските војни кога почна, балкански војни, прва светска војна, нели сиромаштија. Уште турците уствари кога дошле, уште кога го измислиле, нели кога донале
gunpowder, барутот, почнале нели поефикасни да бидат во самиот лов и така почнале да требат полека. Меѓутоа австро-унгарците биле многу поуспешни и затоа немало во Централна Европа ништо не останало. А додека овдека било малце позаостанато, немало развиена воопшто инфраструктура, било тешки предели и тешко достапни предели, нели Или планински. еколошката свест била на високо ниво. Да. Што не е случај денес. Yeah, right. И така да по-тешко се требеле тие. Меѓутоа гледаме дека на пример рисот во Словенија 1906-7 веќе го снемало. Во Бугарија 35-та, значи таму кај што имало малку повеќе можеби патна инфраструктура или повеќе влијание, таму побрзо се требеле. Се останала оваа една мала енклава во Југозападен Балкан, впрочем и тоа е и сегашната дистрибуција на рисот, кај што не успеале да го истребат. Тие требале се и волци, и мечки, и коси, и лисици, и се и сешта. Но не успеале целосно да го направат тоа. И после Втората светска војна, од кога се оформила Југославија, тогаш било катастрофа. Меѓу двете светски војни се верувало дека има 15 до 20-30 и толку. Било дно на популацијата. Меѓутоа, после Втората светска војна се случуваат две ептен важни работи. Тито ги забранува козите и, бидејќи бил страсен ловџија, сакал да има многу шума и почнува да се пошумува се и се, што било пре оголено, заради тоа што луѓето морале да се греат и немало никаква контрола, војна, што за воени потреби, што за домаќинства да мора да се сечат дрва. Значи ги забранува козите и почнува да пошумува, значи шума. Втора, се регулира ловот, 3 работи се ствари. Се регулира ловот, 4. Се регулира ловот, бидејќи тој не сакал да има уриет таму, тој сакал кога ќе отиде таму, да има за него да лови. Почнуваат ловочувари, такви работи, почнуваат да има ред да воведува никога шумите. Трето, се оформуваат првите заштитени подрачја. 48 година Пелистер е првиот национален парк во цел Балкан. Тоа не сме, да. Значи да. 49-та Маврово, 58-та Галичица. Тука Плитвички езера, такви работи, се и сешна, Сутјеска, не знам тие работи, се формирале заштитени подрачја од 40 години натака. И последната работа што сакав да кажам е дека пленот почнува да се, заради тоа што го заштитува, почнува да се враќа со тоа нели да има доволно храна. И со тоа полека да се враќа рисот во нормала. И се верува дека тој толку многу се вратил што имало дури 280 според записи некои, колку е сега точно не знам, мислам дека е преценета таа бројка, но тоа е тоа, пишат записи. За тој што го работел рисот, еден српски зоолог што бил буквално тата мата, бил најдобриот човек што бил за рисот. И тој правил многу анкети, шетал по државата, значи се што правил и верувал дека има околу толку рисот. Доаѓа распадот на Југославија и повторно почнува да бидат лоши работите во природата, не само за луѓето, туку и нема веќе никаква контрола. Енвер Хоџа умира, одеднаш Албанија станува отворена држава, дотоаш била затворена, била огромна сиромаштија, луѓето немале ништо, значи освен бункери, морале да ловат све да прават да преживеат, нели? Одеднаш почнуваат цивилна војна во Албанија, се зима секакво оружје, се тепа се и се што и дека тоа станало како што треба, одеднаш има повторно пат на популацијата. И тогаш кога почнеме да работиме, мислевме дека околу 20 до 30 рисови има, 40 максимум, 20 до 39, таква не е нека официјална бројка на возрастни рисови и во Македонија и во Албанија. Значи, вкуп, од кои 70%, 80% се кај нас. 1-2 на Косово, 3 ајде. А една единка, еден рис, например, има своја територија, знаеме прилика колку километри му е радиус и дали може да си ја напушти територијата, барајќи нова или нешто. Да. Тие се територијални. Сам да кажам, дали стварно остануваат во оваа енклава или нека знаат авантура да се направат, да отидат? Знаат авантура, меѓутоа тие се главно територијални. Тие преби да не направат авантура. Значи, доколку има слободна територија, што не е зафатена од истиот пол, мажјак како од мажјак, женка како од женка, мажјак и женка се преклопуваат во територија, тогаш тој Радо би останал тука, би си почнал да се запознава заради тоа што ќе биде поуспешен во лов, ќе биде поуспешен во размножување, значи мора да има.
Ако треба да лута, ако таа територија е зафатена, следната зафатена, тогаш тој многу Губи од ефикасност. губи од ефикасност, помалку живее. Нели, може да зафати нов терен, меѓутоа тука тоа многу веројатно значи дека нема се размножи таа година, нема да остави потомство. И тоа е тоа. Меѓутоа мора, секој животно така прави. Мора да така се случува реколонизацијата, ако има погоден хабитат, ако нема бариери. Фактички за вас животните колку мора да- подалеку одат, може би е добар знак, тоа значи дека тие територии се фатени од друг или Да, не е и баш тоа толку значи, едноставно. и тоа значи не, да, има многу други фактори, ама и тоа значи особено значи дека тој може да стигне таму. Тоа ни е многу поважно. Бе сега ќе се градат нови автопатишта, брани на реки, па тие се нели кои езерца Да. така, па тоа ќе биде проблем, нели? Понатака и веќе е проблем некаде. Ама рисот кога мора, значи тој ќе најде начин. Препливува и реки големи, иако мачки нели знаете Да. не сакаат вода. Препливува и реки кога мора е Дунав, знаат рисови да го препливаат, например, што е широка река. Тој Дрим е, например, исто така многу брани има, особено од албанска страна, за да стигне на Проклетие, например, горе, мора да го преплива. А дали има он свој предатор или свој компетитор? Кој би бил? Дива мачка има во Македонија? Има. Таа му е компетитор или не баш? Не. Нема Мала е компетитор. таа? Мала е, се храни главно со глувчевидни животни, Аха. може би зајаче или нешто така. Тука може да се прекупуваат, ама не. Рисот би јадел срни, ако има само срни, ништо друго не му треба. Компетитор му е волкот до негде, иако не влегуваат во сукоп еден со друг, ама ете, се хранат со ист плен и компетитор му е и човекот. Ловџиите исто така ловат и тие го сметаат рисот за компетиција. И тоа е единствениот начин зашто го сметаат зашто има конфликт. Иначе рисот не се јаде. Така. Забране, строго забранете. Заборев четвртата работа што доведе до Ајде. зголемување Од дружетите. на популација е дека од дружетите е дека е строго забранет вид од 51 година. Аха. И тоа довело пак до пораст. Да. Тоа е четвртата последна Да. работа што А доведе. нелегална продажба на крзното се случува уште или зашто еден период ми се чини дека и тоа бил до некаде проблем да кажем или се смета како трофеот. Да, пред забраната секако дека трофеи си постоеле, си се за размена биле, нели се користеле дури како пари порано трофеите од други животни. Во Хрватска нели парите куни им се вика, не за Да. џабе, затоа што трейдале со куни, со Така. животното, со крзното од животно. Имавме некои индикации на почеток на проектот дека може би има некоја нелегална таква трговија, меѓутоа валјда ќе излегува некој повеќе ќе разбереме за тоа. Јас се надевам дека нема. Ако има пазар за рисово крзно, тогаш толку одма ќе изгубиме популација. Не сме изгубиле одма, што значи дека можеби нема или ако има, не е од овој нашиот рис. Така. Зашто и тие што би купувале крзно, сигурно не би барале од најретката популација, затоа што не може да имаат доволно Да. за да продаваат. Но не, туку вајде во Русија тоа 100% се случува. Во Русија има полно рисови, таму 100%, значи има пишува и во книги, во литература има дека и верувам дека и до ден денес е така. Со која бројка на популација почнавте и до кај сме сега моментално? Да, тоа е добро прашање. Бројот секогаш е нели главно прашање. Како што кажа 20 до 39, нешто Ми се така е, потврди 30 на Таа рисови. бројка тогаш? Ни се потврди, почнеме да правиме систематски истражувања со фотозамки во Јадровото подрачје, тоа е Националниот парк Маврово заедно со вработените од паркот. И почнеме да ги броиме рисовите практично. И да правиме така наречена екстраполација. Ако има волково Маврово, во другите предели каде што има добар хабитат, би требало, например, ние густината ја меревме. Дека има еден рис на 100 км квадратни. Ако има еден на 100, то во толку На таа километри површина, има толку, да. да. Сега тоа беше мислам бевме доста надежни се до 2021 година, кога таа сесија во Маврово рекордно мал број на единки успеавме да сликаме. Тогаш обично 10 на 12 сликаме единки во Маврово и околина, тогаш само 4-5. И тоа беше, леле, што ќе правиме сега, ова е нешто што мора да се испита многу по-длабински, почнеме генетика да работиме. И генетиката укажа дека рисот толку многу е загрозен заради размножување во сродство,
Значи мајки со синови, браќа и сестри и така натаму, што неговиот генетски диверзитет е многу намален, а тој коефициент на размножување во сродство е многу зголемен и тоа доведува до лако фитнес, како се вика тоа на македонски, до одредени карактеристики, нели, што доведуваат до различно само англиски зборови ми текнуваат, до различни однесувања и со генетскиот материјал. Не само тоа, него до однесување, до како тој се справува со промените во околината, не може да се справува баш заради таа намален диверзитет на гени, што е директен производ на размножувањето во сродство. И заради тоа сметаме дека следниот чекор би требало да се донесат нови рисови. Доколку не се донесат нови рисови, да се појача крвта, макар и да не се нели балкански, а од истиот вид, мислиме дека популацијата нема да ја предстои баш светла иднина и дека би можела да исчезне за некое време. Од каде би можеле да ги донесат? Сега почнеме да правиме испитувања за тоа и сметаме дека има две можни сценарии. Едното е од Кавказ, генетски се најблиски, а другото е од Карпатите, што исто така биле некогаш во допир овие две популации, да кажеме од геолошки размери кажано, од неодамна, тоа се пред 10-15 години. За последната глацијација премногот, кога се уште биле споени популациите, имаме траги од фактички мешање на овие две популации, што значи дека еколошки карпатскиот е многу поприкладен за овие наши услови, за оваа наша шума, за овие наши планини така. Значи проектот продолжува како и да е, моментално е. Јас сметам дека ако донесеме барем 2-3 рица и ако тие успешно се размножат, дадат потомство, дека многу може да се спаси, многу може да се подобри ситуацијата и тоа за релативно краток временски период. Колку единки моментално имате изброено? Имам изброено во последниве 10-15 години доста, некај 780 единки сега, нормално никој од нив не се живи веќе. Така. Ама 780 единки сигурно имам изброено, заедно со колегите од Албанија, овде многу повеќе. Сега да се тука во Македонија 30 на единки, 35 се уште живи. И има смена на генерација, прилика 40-50%, една генерација на рисот е 4-5 години. За тоа време ќе се смени, нели ќе дојдат нови рисови, некои ќе умрат, некои не. Некои можеби ќе отидат на друго место, ама ние нема да ги детектираме. Така. На дел од нив имаме стајано околу вратници, 14 вкупно риса се обележани, 2 се уште специфични имиња. Сите се интересни специфични имиња. Сега ги следиме Крле и Луна. Крле полн со крлежи беше, и затоа го реков, го крстивме така. Лесно беше името, берањето на името. Па и Луна на полна месечина ја пативме баш и ајде викам. А Марко рисот? Марко е првиот рис што го заловивме за научни цели во Маврово, за жал со трагичен исход. Го утепа криволовец, значи рис кој што носи околу вратник во национален парк, заштитено животно, сепак мета на криволовци. Одговараше, мислам се знаеше точно или? Не се заташка работите, дали бил тој, дали не бил, немаше докази кај нас, таа имплементација на закони од природа е многу мала и ништо не се случи. Го следевме од прилика 11 месеци некаде и веднаш што истече батеријата на тој вториот околувратник што му го ставивме, исчезна целосно и Марко. За жал беше првиот рис, пионер, да кажеме, многу деца го знае, луѓето го знае. Не ги знаат нови, ама Марко го знае. И беше и во еден од така поубавите документарци што сме ги направиле заедно со германската екипа во 2010 и 2011 година, кога го емитувавме тој документарец, одеше и на Арте телевизија и на МТВ. Стварно ете херои беше, да кажеме, и успеа дури да го снимаат на плен, така да доста сме задоволни со колку Марко успеа да подигне јавната свест кај нас. Ја тој во Франција го имам гледано, зашто Арте со, мислам, петката канал таму, они имаат као симбиоза и
баш мислам се изненадив, неочекувано трае по телевизија, паѓам Да. македонец се збори И на- македонски. Да, И и на феноменално, француски и на германски. Да, значи, да. раскажувањето беше и на француски, Да, што да. беше копродукција француско-германска. Да, точно, да. Значи, плановите ги кажа за рисот. Од прилика се надеваме на позитивен исход, како и да е, затоа што е, според мене, еден од најубавите проекти, може би зашто сум мачкарка, тоа е друга тема, ама како и да е многу познат проект. Ми се чини дека е нормално Македонското еколошко друштво се залага за заштита на многу видови, меѓутоа ова е баш онака специфично, некако звучно. Да. Да, и многу луѓе не препознаваат по тој проект, по проектот за рисот. Гледам и по објавите дека има многу поголема заинтересираност. Едноставно, животното е такво. Да. Значи, животното е харизматично, флекшип, нели знаменосен вид кој што побудува многу интерес во јавноста. Исто така е umbrella species, тоа се вика дека ако заштитиш него, заштитуваш се многу други животни кои што се под неговиот чадар. Така да, доста значено животно, успеавме во овие години да го подигнеме и заштитарскиот статус на неколку нивоа, на светско ниво зборуваме. Најновото од оваа година го ставивме балканскиот рис во апендикс 1, што е највисоко ниво на заштита во Конвенцијата за миграторни видови, или Бонска конвенција, на кратко. Така да, тоа ни е најдобриот и најпоследниот успех. Исто така, на Бернската конвенција беше како заштитен вид, апендикс 3, меѓутоа го ставивме балканскиот рис како посебен подвид во апендикс 2 за строго заштитен вид да биде, значи уште едно ниво. На IUCN официјално го представивме неговиот статус како како критично загрозен подвид од евразискиот вид во 2015. Сега правиме нова ревизија на таа проценка и треба идната година да излезе, значи 10 години потоа да видиме каков е неговиот статус, така да правиме се што е во нашите рамки да му дадеме заштитарска рамка, да има значи различни слоеви на заштита. За не да Боже на некој ако му текне нешто да прави, да можеме се повикаме на тие конвенции, на тие иницијативи, нели, и да кажеме, слушајте, ова е критично загрозен, најнови податоци, на овие сите конвенции на CITES, на Бонска, на Бернска, на сите тие, што се наоѓа и да кажеме дека не смеат туку така да прават. Фактот што го има на монета, преска зборивме за куните, ама овде го има на 5 денарката. Да. Дали е нешто што, например, еве кога разговарате со колегите, дали е, мислам, као символ дека е јако, ама дали, например, и кога правите помеѓу популацијата, нели пробувате да им објасните, имате педагошки аспект на вашата мисија, дали е нешто што доближува, зашто секој има во джеп и го гледа, едноставно близок е до животното, или мислите дека ефектот не е... Да, интересно прашање. Прво ќе кажам дека во 93-та лал да име на тие луѓе, не знам кој бил што му текнало да ги стави рисот, пастрмката и шарпланинецот на парите, па и галебот беше на тие 50 дени, Да, се точно. сеќавате. Да. Значи некој стварно визионер што знаел, значи тоа нема никаква врска со нас, не сме нити иницијатори, нити ништо. И имал една визија да се истакнат тие тоа наше природно наследство на монетите. Освен тоа на пошта го има, нели, на маркицата, има и други ендемични видови на растенија, например, орли и така натака. Значи браво за тоа, стварно. Алал да име за таа иницијатива. Сега во нашиот, нели, секојдневен живот ние го земаме здраво за готово, бидејќи нели ги користиме секој ден парите, не толку посветуваме внимание, меѓутоа ние многу пати, многу често кога предаваме по школи со деца, нели, ги истакнуваме таа вредност за да им дадеме до знаење дека слушате, стварно е тоа национална гордост. Наша го има. Фудбалската репрезентација, нели, јас живеам баш Каршев ПФМ, секој ден го гледам автобусот со рисот на него насликан, па беше на дресот. И така, од други аспекти од јавната сфера, например, го има, не знам, боречки клуб, не знам, фирма за обезбедување, па има рисови, така, значи, го имаат предвид луѓето, знаат дека е тука,
многу малку знае, поготово 2006 пред да почнат овие нели фотозамки, сега имаат многу луѓе пред да почнат камери со мобилни со камери. Многу малку се знаеше, беше буквално како дух. А сега многу повеќе се знае за него, некои дури го виделе, успеале да го снимаат, што повеќе шетаат по природа. Така да малку е повеќе доближен до јавноста. Да, и помогна доста тоа со паричката, стварно, ете на 5 денарката преубава, никогаш не сакам да се смени, секогаш сакам да ги имаме нели тие монети. Ама ете, стварно не дознавме кој е иницијаторот, ама стварно браво. Не. За проективе со рисот, јас би ви честитала и сметам дека имате и вие страшно многу големо влијание за тоа дека да, ние го имаме како символ, веќе сме го имале пред започнување на големиот проект, меѓутоа за најголем дел од нас сепак го доближивте вие, дефинитивно, кога стана збор за рисот. Сега носиш многу интересно дуксерче, пишува колку не има со меч. И сега, после некои лански случувања, би рекла дека за разлика од рисот за кој што стално мислиме дека го нема доволно, испадна дека мечките ги има многу. Ќе се согласиш со тоа или не е баш така? Па затоа што тие се заштитен вид забранет за лов. Да, тие се заштитен вид. Дефинитивно ги има повеќе од рисовите, тоа неколкократно повеќе. Так. Дали ги има премногу, мислам дека не се согласувам со тоа, мислам дека ги има пола од колку што треба да ги има, ама не во Западна Македонија. Во Западна Македонија може би има таман, ама ги нема, има нула скоро во Источна Македонија, или може би една-две кои што поминуваат од бугарска страница ќе бидат застрелани и толку. Така да ете, би посакал да ги има и во Источна Македонија, да си обавуваат својата улога во екосистемот. Сега, да, лани беше тоа што беше, стварно непосакувани инциденти, немили инциденти, и стварно сочувствувам со сите тие мештани кои што живеат во Мавровскиот крај, не само во Жировница, туку и во другите села, Требиште, например, исто така имаше големи проблеми. Јас имам куќа и потекнувам од Галечник, и во Галечник исто така многу пати се среќававме со мечка, нашите континери нон-стоп беа бутани, многу пати имаше директна средба, ама тоа беше директен производ на сушната година со шумски плодови и беше година кога немаше ништо родено и една од можеби единствените, јас не памтам таква година, можеби некои постари луѓе памтат вакви години, кога немало буквално ни еден плод да роди и мечките нели во потрага по храна, а привлечени од отпадот кој што се акумулира кај нас, кој што не е селектиран и се фрла и органски отпад, доаѓа нели во селските населби во потрага по храна. За среќа не дојде до некој посериозен инцидент кај што некој човек ќе биде повреден или не дај Боже со фатален исход, ама во секој случај многу луѓе имаше уплашени и тоа не е воопшто убаво. За среќа изреагира прво од Националниот парк, а после од Центарот за управување со кризи, успеа некако да донесат до контрола во смисла на нели да ги плашат мечките да бегаат. Исто така за среќа не беа утепани легално, можеше да дојде до тоа и ние рековме дека даваме зелено светло ако треба да се дојде до тоа, ама не дојде за среќа. За несреќа беа утепани мајка со две млади криволов заред како одговор на таа фрустрација што имаа луѓето. Така да сето тоа побуди да се направи еден акционен план за заштита и за управување со кафеавата мечка кај нас и за да не дојде до такви ситуации, нити да има нелегален отстрел, да мора тоа луѓе да го прават, а да се знае што треба да се направи во секоја ситуација. Главен заклучок е дека мора да се управува со отпадот многу подобро. Прочитав пред некој ден еден новинарски текст дека ќе се модернизираат депониите кај нас, дека ќе се прават по еколошки стандарди, дека ќе има 5 вкупно во целата држава што ќе бидат главни, што ќе бидат направени со сите салтанати како што треба и дека ќе почнат колку толку да се селектира, макар нека се почне од органски, неоргански, па после или понатака. Ама тоа ќе биде тешко, ама треба да сме упорни во тоа, заради тоа што ако нема привлекување, од страна мирис, нели, од органски отпад во континерите, мечката нема што да бара таму. И многу брзо
ќе се одучат мечките да влегуваат, заради тоа што мечките е огромен ризик влегување во село. Така. Огромен ризик и тие се уплашени, тие го ризикуваат својот живот за да дојдат нели до храна. Значи тие немило влегуваат натре, не влегуваат за да не се уплашат некој човек или да само да се Треба опасно е, месо јадат или омнивор? Омнивор е мечката, мечката јаде се што ќе најде. Не постои Дали таков- лови некогаш? Лови некогаш. Лови. Ловец значи, ама не е толку спретен да кажеме, бидејќи нели не е толку да кажеме брза или не може да се прикраде толку добро како рисот или не може толку долго да трча како волкот на пример, нели. Меѓутоа кога има шанса може и да лови. Пред се мршојади, кога за да дојде до такви протеини на пример, мршојади или јаде јајца на пример од мравки, од такви работи, значи за протеинска исхрана. Ама 70% од исхраната мора и повеќе е од растителна потреба. Растителна потреба, да. Што ќе се случи, кој вид ќе биде, да кажеме, може да се намали неговата бројка ако имаме вакви сушни години со овие климатски промени кои што ни се случуваат реално. Еве нема растителна храна за нив, ќе го решиме отпадот, да кажеме, што се случува во екосистемот. Па во екосистемот ќе претрпи одредени промени. Животните полека ќе почнуваат да се качуваат се погоре и погоре во потрага или по храна, по такви работи. Јас бев на Пелопонес на одмор и видов дека иако не беше толку топло кога бев на крај на јуни, почеток на јули, 32-3 степена, доле покрај морето, на тие услови, ништо не вирееше. Се качивме малце погоре на 1000 метри надморска висина, во едно село, буквално целиот жив свет беше таму. И тоа очекувам да се случува, меѓутоа кај нас е сепак нели мали просторите, не се работи на пример за еден венец на планини како што се Алпите, па тие нели постепено да можат цела една изохипса да фатат од планината, огромна за да можат. Ама ете, во потрага ќе бидат по вода, зависи кај има нели извори на вода. Ако се нели сушна година, ако има можеби некој изворчиња ќе има повисоко на планините, ќе предстојат промени, за жал. Мислам дека е тоа најголемата закана за човекот и за целата биосфера, би кажал, се климатските промени, глобалното затоплување, нешто кое што не можеме нели дури целосно прецизно да се измоделира или да се предвиди. Ама мислам дека тек ќе гледаме промени, ете тоа што се случило, а не се случило сега. Се случува некоја јаболка да не роди секоја година, да роди на 2 години или 3, меѓутоа во иста година да се случи сето тоа стварно. Оваа година 2,5 месеци беше 38 и плюс, така, 2,5 месеци тоа, не знам дали се случило некогаш. Изгореа дрвцата, инсулацијата беше многу голема. Значи, тек сега ќе гледаме некои работи, сега некои ќе може да се повратат работи, значи во смисла на да се регенерира одреден дел на природата, нели? Некои со помош на реставрација, со помош на човекот ќе може да се вратат работи, ама некои работи ќе бидат неповратни. Ако се пресуши Преспанското езеро, не знам дали ќе може повторно да се врати во некоја така функција да биде пак повторно viable екосистем. Апсолутно. За мечките доека сме само Да ја повели? да не однесеш во други Води. води. Вода нема, така да. Разликата измеѓу нашата мечка и гризли мечката? Ист вид Ursus arctos на латински, ама различен подвид. Таа во Северна Америка е еден подвид и има и малку друга екологија, однесување, додека мечка што се среќа во Европа, па понатака исто така и во делови од Азија, Русија, секако е друг подвид. Малце се разликуваат и во големина, нели, во начин, тие гризлите, например, повеќе ловат од нашите. Тие се хранат со растителна храна. Секако, ама малку повеќе имаат предација, значи ловат. Мршо јадат секако и овие малку помалку ловат, тоа е разликата. Во суштина. Ама издвид. Значи, работите на многу проекти за заштита на птиците, често има птичарење во парки на многу други места низ државата. Огромен проект за египетскиот мршојадец, значи најразлични проекти.
И сега покрај сите тие проекти за диви животни, кај нас се уште нема центар за рехабилитација на дивите животни. Да, тоа е Имаме ли одговор зошто? Тоа е голем проблем. Па имаме одговор, нема пари. Едноставно и просто кажано. Меѓутоа, Министерството за животна средина и просторно планирање сериозно ја размислува на таа тема и сака тоа да се случи што поскоро. Во контакт сме со нив и често пати зборуваме на оваа тема. Ние секако ја поддржуваме таа иницијатива и сакаме да има таков центар. Во соработка сме со една невладена организација за главно за заштита на мечки, меѓутоа и за други животни, Арктурос од Грција. Пардон, баш се сместени во северна Грција, многу близко до Битола, значи до тој премин. И често ги посетуваме, мислам во соработка сме со нив и гледаме каков е нивниот центар, прифатилиште, значи со сите стандарди, тие имаат нормално и животни кои што се хабитуирани, кои што не можат да ги пуштат или биле на пример мечки од циркуси или од сирачиња што се најдени што не можат веќе да ги вратат, им се како дел од просторот за туристи, може да ги гледаат луѓе, тие се живеат во огромни живеалишта, значи многу подобри услови од зоолошки, ама ете, вадат и пари од тоа, нели, за да го држуваат целиот тој. Тоа сакав да го кажам, значи може да се спои туризмот на некој начин со рехабилитација. Може би, меѓутоа за почеток ќе треба да биде центар, прифатилиште на строго заштитени животни кои што ќе треба да се вратат во природа и тие не треба да бидат во контакт со луѓе. Треба да почнеме со нешто такво, па доколку после тоа се развие во нешто поголемо, тогаш ќе треба секако да има други оддели каде што туристи ќе може да ги гледат, меѓутоа да не се во контакт со тие животни што планираме пак да ги вратиме. Например, повредени животни што можат да закрепнат па да се вратат во природа, тие треба да имаат само со еден човек контакт, тој што ги храни и тоа. И сега во однос на тоа, кога се работи за просториите на наша држава, тука за оваа наша територија, кој би можел да работи во тој центар? Нели нормално треба некој да работи во него? Еве јас можам да кажам дека нашата ветеринарна струка дефинитивно е насочена повеќе на домашните видови на животни, вклучувајќи ги добитокот и стоката и милениците нормално. Има еден предмет наречен дивеч, меѓутоа не опфаќа доволно за, нели, да кажем, еве имаме сега ветеринар кој што не се обучил на друго некое место и веднаш да почне да работи во тој центар. Да. Ветеринарите пред се, значи треба да бидат, не знам, повеќето луѓето таму треба да бидат ветеринари, нормално, може некој биолог исто таму ќе биде добре дојден. Меѓутоа ветеринари секако, ние сме во многу добра соработка со ветеринарниот факултет од Скопје и гледаме дека се повеќе и повеќе, ние не сме знаеле колку многу мостри им носат од диви животни. Со афричкава чума, нели, што е на дивите свињи, сите мостри таму ги носат за прегледување. Почнаме со една катедра исто така многу добра соработка и кога фаќаме рисови ги викаме, значи да земаат да прават такви, да кажеме, здравствени проверки на рисот, не знам, паразитологија, например, и такви работи. Овие што ги собравме од крлежите, ги дадовме таму да видиме да не носат некој заболување понатака. Значи, се повеќе и повеќе се остручуваат кон диви животни. Нашата соработка што швајцарците ја истакнав, таму имаше, за жал не е повеќе жива, имаше една ветеринарка која што беше можеби најдобриот специјалист за евроазијскиот рис во светот. И остави за себе многу труд материјал, пишани, нели, трудови, многу знаење позади себе, остави и кадар обучен. Меѓутоа не обучуваше, јас не сум ветеринар по струка, меѓутоа се што имаме да прашаме кога имаме некој проблем со спивање на рисови, се обраќавме незе. И сега нормално има таму луѓе, ние рековме дека можеме да ги праќаме нашите заинтересирани ветеринари на острочување таму, специјално за рисов или специјално за мечки во Грција може да додат. Така да вратите се отворени, нашите контакти се тука, можеме да ги вклучиме тие ветеринари понатака да бидат, нели, во соработка со другиве и да се остручат. И веќе да си почне таа работа тука, што ќе биде супер, ќе биде многу. Да, тоа би било одлично затоа што имаме заштитени диви видови, а не можеме да им помогнеме на некој начин. Да.
Затоа што го немаме тој центар за кој што се збори со години. Да. Знам дека проектот е во понапредна фаза за разлика од претходно. Имаш ли предвидување кога, како, временски би можел да се формира центарот за рехаб? И каде мислиш дека дали би требало има потреба од повеќе центри? Не, или еден? еден е сосема доволно. Има во Бугарија еден или два. На Косово дури гледам има кај Приштина со мечкиве, не знам, доеден прибатилиште, во Грција ги спомнав. Еден би бил доволно, би требало да биде тоа и блиску до град, значи и блиску до град, а сепак да биде природна средина и да нема многу вознемирување. Значи да нема асфалтен пат тука блиску, евентуално да има нели колски пат што ќе оде до таму. Јас мислам дека може многу добро да функционира. Стварно не можам да предвидам за временскиот рок со министерството, со парите, нели секогаш да се зависи од буџетот на Македонија, колку ќе има дослуг, колку ќе мислат дека е тоа приоритет. Може би избори не ќе помогнат ако тоа почне да се збори. Ама ние во секој случај поддржуваме иницијативата и ќе дадеме се што е до наша стручност за да помогнеме да се направи како што треба. Ако треба ќе организираме студиски посети до некои држави па да видат како е. Јас сум бил 2-3 пати во Грција и го знам, значи тие ни следат на располагање, ни кажале дека доколку има не знам, површен рис обавезно може да го згрижат таму, па таму да му нудат нели ветеринарна помош, евентуално да се пушти пак. Со мечето ушко, не знам дали ја знаете приказната. Од Преспа Ресен таму? Не, од Шар планина. Не. Повредено мече, ама повредено на кичма и целосно одсечен долниот дел, значи од екстремитетите, значи нозете целосно нефункционални, само предните нозе му беа функционални. И го згриживме кај нас додека ги извадиме документација за да го пуштиме во Арктурос во Грција. Го згрижија тамо и дури му направи и количка. И си живее едно 7-8 години тамо, стана туристичка атракција. Сега се пишуваат детски книги, баш сега кога бевме пред неколку месеци во Грција видовме за Ушко, значи со грчки напишано Ушко. Дури беше ловачуварот сега што е вработен во Националниот парк Шар планина, кој што го најде мечето и го пријави, беше дел од таа експедиција, па луѓето таму беа пресреќни да го запознаат човекот што го нашол, што го беше баш убава, една убава приказна. За жал ете мечето иако беше повредено си го изживеа колку толку достоен живот имаше, нели, иако нели во заробеништво, меѓутоа со преубава храна давано, со нели ти има доста пари таму, така да може да си дозволат се и се што со количка, значи можеше да се движи, да не го влече задниот дел нели на земја. Така да, ете, тоа е една од тие убави приказни, например. Меѓутоа, кај нас си треба такво нешто и ете. И сега си зборевме реално, може да ги спомнеме кучињата од руралните средини. Да. Колку кој е нивното место во екосистемот и колку е нарушено затоа што реално нивната состојба е малку незавидна. Да, не постои нивно место во екосистемот, според мене. Тие не треба да се дел од екосистемот заради тоа што прво представуваат додатна предација и додатен притисок на срндачкиот диоид, значи ловат. Второ, мршојадат, тоест го доедуваат пленот на рисот, еве на пример, ама и на други животни, можеби на волци и на такви работи, ама на рисот имаме потврдено на неколку наврати. И трето, хибридизираат со волци, со тоа ликот на самиот волк, природноста на самиот волк ја доведуваат во прашање. Што значи дека тие апсолутно не треба да бидат дел од природата. Домашно животно по дефиниција треба да има стопан. Така. И тие кучиња, па не знам сега, од ракав ке тропнам, 90% тие кучиња имаат многу лош живот во природа. И ако е таа една побуда на, да кажеме, на animal welfare, на добросостојба на животното, тоа што треба сите заедно и организациите што работат за добросостојба и ние биолозите, еколозите да го решиме што поскоро овој проблем. Така. Урбаните средини на страна,
Иако и тоа ме заинтересира затоа што сум засегнат, живеам во населба кај што има еден куп огромни големи куќиња, некоја со точак ме бркаат А и и страфе возиш и точак, сето тоа, што е дополнително проблем, Да. да кажеме. И тоа што сум засегнат, ама повеќе сум засегнат од оваа страна. Во еден наврат едно селско куќе што така, ете буквално селото се грижи за него, ама шета на секаде, дојде со нас, не беше покането, ама дојде. Видовме на црна, сакавме да сликаме, куќево ја нападна и ја задави пред нас. Не успеавме дури не да го тргнеме. За тоа што ви го кажав, значи мршо јаде рис, например, ќе си улови, нели? Тој не на неколку наврати го јаде, нели, Така. домаќински пленот. Да. Ќе дојат 2-3 куќиња, не им може ништо, ќе мора да гладува или да бара нов. А женка со млади кога се работи, ако не може да ги прехрани, ќе цркнат младите. Нема друг начин. Тоа се случува. И сигурно се случува многу пати што не е документирано. Така. Што значи дека нема дел во екосистемот за нив. Мачките се огромен проблем, диви. Тие јадат илјадници, милиони птици на светско ниво. Читав една статија дека само домашната мачка е директен причинител на исчезнување на 5-60 видови птици во последните 100 години. Целосно исчезнување на видот, на тој вид на птица, 5-60 видови птици во светски рамки е многу големо оштетување на биодиверзитетот на нашата планета. Што значи дека ако сакаме да имаме миленик, треба да сме ептем одговорни за тоа и треба да постојат ригорозни казни, да се казнуваат тие што ги оставаат кучињата и што не знаат да се справат. Кастрирање обавезно е, сега ние имаме дел активност од проектот за рисот, кастрација на кучиња на стража и во Мавровјанови, и тоа ќе го правиме есенва. И со цел да покажеме, значи, сакаме да биде на хуман начин решен проблемот, ама треба општините пред се да се залагаат да ги кастрираат сите кучиња во нивниот домен, нели? И така да се реши проблемот. Да, вдомување е супер иницијатива, треба да има, нека се вдомуваат луѓето за да не седат, нели, во вардариште кучињата, треба да има вдомување. Меѓутоа, што помалку да има и кај нив кучиња, значи како што, нели, ќе се намалува бројот на скитниците, прифатилишта мора да има, нели, многу повеќе општини колку што има сега да функционираат и целосно да нема кучиња во природа. Така. И мачки. Има многу убава фондација, можам да ја наречам, или е едноставно проект за доделување стипендии? Доктор Љупчо Миловски, кој што е активен веќе неколку години, значи вие ги како друштво ги поддржувате младите еколози и биолози, ми се чини. Да, младите Нешто околу биолози. тој проект е доста познато, ама еве можеби некој не слушал. Да, татко ми многу ги поддржуваше биолозите и еколозите, тој нели несебично работеше прво како професор на ПМФ, Така. а после тоа и како еден представник на истражувачкото друштво на студенти и биолози, почестен представник. Председател беше и на Македонското еколошко друштво 14 години, цело време ги поддржуваше младите. Секогаш сакаше да има нови генерации кои што се заинтересирани за биологија, за екологија и за изучување на екосистемот и пред се за заштита, негова заштита. Така да решивме таа програма да ја крстиме во негова чест и секоја година да доделуваме мали грантови на заинтересирани студенти кои што ќе изготват проект, а со тоа нели ќе почнат да размислуваат на тој начин, на начин како се функционира со проекти, значи баш како што функционираат главно невладините организации и да го напишат проектот, да го поднесат, да го разгледаме, да им кажеме, им дадеме фидбек ако не чини нешто или да го поправат и ако им го одобриме проектот, да го имплементираат, значи од А до Ш буквално и после тоа да напишат извештај. А уште подобро, меѓутоа тоа не е морално, да напишат и евентуално научна публикација. И тоа си може па да ги представат резултатите на конгрес. Значи, буквално целосна имплементација на проект, да научат како се прави фактички, како заштитарите, да ние со поголемо искуство, со подолгогодишно искуство во невладиниот сектор, како работиме. Значи да имаат и заштитарски и научен аспект од сето тоа. Да, не знам сега точен број, меѓутоа ете десетици студенти добиле можност да бидат дел од оваа програма и така и после тоа ги промовираме нивните резултати и така. Одлично.
Каде може да ве најдат, да ве пратат оние кои што во моментов немаат интерес да се зачленат во друштвото? За вашите Да. проекти да им станат поблиски? Може би да присуствуваат на некои од средбите што ги организирате? Така, да. Значи, веб страната ни е www.meso.rgmk. Така. На Facebook и на Instagram сме исто така активни. Може да се зачленат онлайн луѓето и тогаш ќе почнат да добиваат и вести Така. од нашите активности и неколку пати, не неколку, ама да кажем 2-3 пати, може би годишно организираме и средби со членовите, па ги анимираме на некој начин, ги носиме некаде каде што имаме проектни активности. Ете, може да волонтираат на пример во зимскиот цензус на броење на птици околу езерата и на други некои места, сега има Маврово, почнуваме да броиме. Може да исто така во зимски услови може да дојдат да волонтираат на нашиот проект за рисот, па да поставуваат камери или замки за рис, па може би дури да се фати рис и да присуствуваат. Не се случило тоа еднаш. Во Преспа, тие што се од тој дел, например, на државата, може да одат во таа канцеларија да се запознаат со тие активности. Сигурно ќе им најдеме некаква волонтерска активност доколку сакаат, нели, да придонесат. И ете, да, значи имаат можност, цело време имаме такви побарувања. Луѓе едноставно сакаат само да излезат некогаш во природа и ништо да не прават, него само да се прошетаат. Баш пред некој месец на Јабланица бевме, беше преубаво. Отидовме на една така прошетка од 2 сата. Така да супер е така. Убаво е и многу малку луѓе знаат државава, значи не знаат точно што има и што нема. И што веќе нема, за жал, заради тоа што е, не знам, или изградено или исечено или нешто така, така да подобре да го видат, за да го ценат повеќе. Фала ти многу. Слободно, ако сакаш уште нешто да ни кажеш, повели. Да. Некој проект нов, активен, не толку познат за јавноста? Па, не знам, мислам дека ајде ќе ги спомнам само јас во тоа што сум вклучен со моите тројца колеги. Ние, освен овие крупни месо или мечката и рисот ги спомнавме, работиме многу со лилјаци, значи, и со мали цицачи, значи ровки, глувци, такви работи. Полевки, значи тие што не се гледаат вака секој ден, а што се многу разновидни. Ние имаме, малку луѓе знаат, скоро 90 различни видови на цицачи. 30 се лилјаци, другите се, нели, крупни месојадички или крупни цицачи, како што ги знаеме, рис, мечка, волк, така. 1/3 се лилјаци? 1/3 се лилјаци, да. А што прави да се они толку разновидни? Да, разновидни. Па тоа што живеат во различни услови, пештери, дрва, шума, покрај река се хранат со различни, си фатиле различни ниши и едноставно довело до специјација, значи до одредување на различни други видови. Тие се нели летачки цицачи, значи дека можат да опфаќаат поголем простор, можат да одат натака навака и едноставно опфаќаат различни ниши и така еволуциски, нели, настанале различни видови. Ама ете, и глувци има многу видови што многу малку луѓе знаат. Така да ете, тоа го работиме. Во сега моментално ете тоа што сакам да го правам, се 2 изданија кои што ќе бидат многу интересни за публиката, можеби. Едното е Европски атлас, после 25 години од излегување од претходниот во 99-та, сега ќе излезе нов Европски атлас на цицачите во Европа, значи цела Европа, со распространување. Ние, Македонско зоолошко друштво, јас и еден колега дававме податоци за Македонија и ќе не има на мапа, ќе има точно кои цицачи каде се распространати. А од тој атлас ние сакаме да направиме прво издание, прва книга на цицачите на Македонија. И тоа ќе биде опфат, значи, со слики, со траги, со општи некои информации за тие поедини 89 видови од цицачи кај нас што ги има. Така да се надевам дека ете, значи атласов ќе излезе идната година 25-та при крај, а книгата, ајде, можеби тогаш, ама да не се зарекува, можеби ќе излезе 26-та година, така. Можеби и порано.
Да, ќе видиме, да имаме, да сме посветени само на тоа, сигурно Така. порано, ама дека не сме. Да. Е така. Тоа е. Супер. Честитки за сите иницијативи, за сите Фала. успешни проекти. Баш сте единствени на некој начин, дефинитивно кај нас. Многу луѓе ве знаат, ама се надам уште дополнително ќе ве запознаат повеќе и дека и бројот на членови ќе се зголеми, ќе допреме до некој ќе свати одеднаш колку сака да работи во природа, на екосистемите, да ви помага вас, да и помага на природата, таа е вашата цел сепак. Така да, многу ти благодарам што одвои време да Фала дојдеш и на кај вас, нас денес. стварно, Фала ви. затоа што благодарноста е нели двострана, бидејќи нашата работа нели се гледа доколку бидеме канети на вакви Так. емисии, на подкасти, на телевизии, значи дека така клише некако станата таа фраза подигање јавна свест, меѓутоа стварно многу значи да се крене јавната свест, затоа што стварно луѓето доколку знаат ќе можат и соодветно да делуваат. Да. Супер. Фала ти Фала многу. ти.